Полицајците оставени без здравствено осигурување, плаќале целосни суми на лекар како да се на приватно лекување. Еден од полициските службеници дури бил вратен со подсмев од лекарите кои го упатиле на шалтерот за да го плати полниот износ, бидејќи нема здравствено осигурување, на што неговото детенце прашало дали татко му избркан од работа. Независниот синдикат на полицијата јавно се обрати до директорот на Фондот за здравствено осигурување, министерот за здравство Беким Сали, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и премиерот Димитар Ковачевски. Зошто на вработените во МВР не им е платено здравствено осигурување, кое што им следува со закон? Вработените во полицијата кои ги извршуваат нивните редовни лекарски или вонредни или преку матичен доктор кој ги имаат закажано прегледите, да немаат проблеми и да не плаќаат приватно, мора да го решат уште денеска. Ако не може министерот, го повикувам премиерот да ги собере и ова работа да ја надминат, бидејќи ова не е по прв пат, ова се случува неколку пати во изминатите години. Не може да се случи никој да не одговара за ваква работа која е многу сериозна. Каде одат парите што се наменети за здравствено осигурување, во што се вложени и каде се потрошени, прашуваат од синдикатот. Долго време бараат одговорност за ваквите пропусти на МВР. Од надлежното министерство тврдат дека се име покриено на сите службеници и да не се ширеле дезинформации. Ја известуваме јавноста дека е решен проблемот кој се појави во Фондот за здравство и сите вработени во МВР можат да го користат здравственото осигурување, како што веќе известивме за сите вработени во Министерството за внатрешни работи, редовно се уплаќаат придонесите во законски утврдените рокови, но вчера настана проблем поради пријавување на лице за кои ретроактивно се уплатени придонеси за социјално осигурување, а кој е било вратено на работа со судска пресуда откако претходно му бил прекинат работниот однос. Од синдикатот сметаа дека на овој начин само опаѓа моралот на полицајците, кои што се разочарани од ваквите политики на државата.